Куклите постојат од давнешни времења, скоро од самото човечко постоење. Како се менувале, кој ги прави куклите, која е нивната функција, ќе откриеме во најновата приказна. Чувството да се биде жива кукла или статуа е магично. Пред се еден предизвик, затоа што прво е многу тешко човек да остане мирен и да не мрдне, но секој од нас наоѓа начин како да го изведе тоа и се обидуваме на тешко е да се објасни затоа што треба да се доживее оно што ние го работиме. Меѓутоа секој од нас има различен начин како го постигнува моментот да не се мрда и да се остане мирен во една одредена позиција. Лично јас тоа си го доживувам како вид медитација и откако ќе завршам со наставот како жива статуа, навистина сум препородена, не сум изморена и исцрпена, туку напротив ми е многу убава. Статуа Фест е една успешна приказна. Иницијативата за уличен уметнички фестивал датира од 2016 година. До сега имаат многу гостувања и настапи. Рече се низ цела Европа театроски има настапувано. Еве ќе почнам од најблиските земји, значи одиме и во Белград, одиме и во Словенија, во Косово, во Албанија. Понатака сме били и на најголемиот уличен фестивал во Линц, во Австрија, каде што ќе настапуваме и оваа година. Веќе таму сме гости по пети пат, сме били во Романија, Франција, Германија, понатаму во Букурешт. На Зигет фестивалот имаме настапувано 2 пати и во суштина во 2018 година кога првпат отидовме да настапиме на Зигет фестивалот, се закитивме и со наградата Светски прваци. А оваа година, освен во Скопје, како дел од други настани, театрот под мотото Статуа Фест настапуваше и на интернационалниот фестивал на монодрама во Битола. Исто така оваа година, како и минатата, ќе настапуваме на фестивалот Војдан Чернодарински во Прилеп. Исто така настапуваме на поетски фестивал во Куманово и нас навистина ни е многу драго што приказната почнува да се шири низ цела Македонија, затоа што суштината на театрот и воопшто на Статуа Фест не е тој да биде центар само во главниот град, туку напротив да го има во сите градови низ Македонија, за да можат граѓаните одблиску да се запознаат со ваквиот вид на уметност. Реакциите на публиката се фантастични. Најпрво сме и многу мистични и мислам дека повеќето луѓе, односно самата човечка природа, не тера да бидеме љубопитни. Она што мене ми е навистина интересно, кога гледам како публиката е заинтригирана и сака да види како во суштина ние не мрдаме, од што сме направени, како тоа успеваме ние да стоиме во една точка, да не трепнеме, сето тоа на нив им е инспиративно и предизвикувачко. Меѓутоа, низ годините публиката реагира се подобро и подобро и мене многу ми е драго што публиката во целост го има прифатено овој фестивал. Сепак, често се обидуваат и да ги деконцентрираат. Апсолутно се случува и тоа. Сега зависи во која фаза е артистот кој што ја работи оваа професија. Имаме и почетници, меѓутоа имаме и поискусни. Кога ги одржуваме работилниците за живи статуи, секако го напоменуваме и овој момент. Затоа што нормално е, има различни видови на луѓе, станува збор за различни карактери и секој сака да види доколку можеме ние во суштина да издржиме и да не мрднеме. Провокациите се најразлични. Меѓутоа, еден вистински артист, жива статуа, никако не смее да подлегне на тие провокации, затоа што самиот актер кој што е жива статуа ја води играта и треба да знае точно на кој начин она, дали била негативна или позитивна реакција или провокација од публиката, да знае точно во одреден момент како да изреагира, меѓутоа нели тоа да не значи една лута реакција или да ја искара публиката, да знае рафинирано како да успее да ја насмее публиката и на дополнителен начин да ја едуцира дека одредени постапки или работи, провокации не треба да се прават во иднина и се до тоа публиката го прифаќа. Темите се различни секоја година, а костимите ги изработуваат сами. Костимите ги изработуваме сами.
ангажираме и костимограф, но бидејќи едно од мотото на Статуа Фест на театарот е здрава животна средина, костимите ги изработуваме од рециклирани материјали и ги правиме секако да бидат во согласно со идејата и со приказната. Ние одредуваме бојата, ние ги фарбаме. Тоа е еден многу макотрпен процес, меѓутоа, бидејќи е професија која што работиме со љубов, навистина ни е задоволство. Играњето со кукли може да им помогне на децата да научат да бидат емпатични и дружелюбиви и да стекнат вештини што се особено важни за нивниот развој. Куклите постојат од давнешни времиња, скоро од самото човеково постоење. Се дефинираат како предмет неподвижна фигура со лик на човек или животно, кое е управувано од човекот. Тајната на врската меѓу куклата и човекот лежи во низиното оживување. Самиот термин етимолошки потекнува од грчкиот збор кој означува кукла, играчка за деца. Латинскиот термин е пупа кој се однесува најмногу на дрвената кукла. Доколку тргнеме од етимологијата на зборот кукла, доаѓа од старогрчкиот или хеленистичкиот јазик збор куклос, што означува предмет, односно слика или представа или имаго на нешто кое што од друга страна се поврзува и со нешто што има округла форма. Што тоа значи? Во психолошки контекст станува збор за поимот на алтер его, кој што представува перцепција или приказ на нешто што треба да одразува суштината на нешто друго. Низ историјата куклите минувале низ различни периоди, во рамки на кои биле користени за религиозни, волшебни, научни, уметнички, едукативни, како и забавни, односно социјални цели. Изгледот на куклите се менувал, при тоа адаптирајќи се на времето и културата во кои биле создавани. Освен како позитивен елемент во магиските дејствија и обреди кои што се вршале на овие простори пошироко, траги од појавата на куклата наоѓаме уште во антиката. Скоро најдов на една фотографија и податок на користење на кукла изработена од земја или од помешана, може да биде и со житни елементи, со култури, кои што се користеле со негативна магија. И станува збор за предмети кои што се користеле за да се наштити зло на дадена личност. Во некој начин станува збор за така познати во јавноста, пошироко познати за вуду магија. Конкретно во куклата можеле да се забодуваат игли и така натаму, доколку станува збор за предмет кој што требало да представува имагинација или да сублимира суштината на дадена човек, за дадена личност, доколку е женско, најчесто се биле повредувани во доменот на гениталите. Значи, станува збор за обредни магиски действија со негативна конотација. Така што појавата на куклата, на историјата на човештвото и во традиционалните култури и древните култури имала позитивно значење, меѓутоа исто така можело да има и да се користи во негативен контекст. И во Македонија куклите се користеле низ историја. Постојат многу везови и термини кои што се именувани како кукли. Имено станува збор за везови кои што мотиви кои што се секогаш поврзани со сликите или мотивите со антропоморфна содржина, што значи дека станува збор за женски представи на така наречените големи божици мајки. Такви везови, например, постојат во женската народна носија од Мариова, во невестинската конкретно кошула, каде што покрај представата на една антропоморфна фигура, женска фигура очигледно, со роговини елементи, во поза на стоечка поза со две зооморфни фигури, и тоа е многу древна представа на големите божици, кои што досега уште од неолитот. И многу стабилен модел на тој тип на големи божици, кој што практично останал, како што гледаме скоро, неизменет во текот на сето ова постоење временски дискурс. Меѓутоа, во контекст на таа слика се појавуваат низа други мотиви во континуитет.
кои што условно имаат антропоморфни елементи и се именувани кукли. Покрај везовите од посечените везови од Мариовска, постојат и многу други, да кажеме, од Скопска блатија, каде што секогаш го наоѓаме елементот на антропоморфна фигура, по поза на раѓање и друга антропоморфна фигура која што произлегува од нејз. Куклите се користеле и при ритуали. Терминот на кукли го пронаоѓаме и во дадени ритуални комплекси или обреди кои што ги вршело населението во Македонија. Станува збор за ритуали кои што се однесуваат на аграрната магија и се поврзани со последното засејување на стомпот на жито или ориз во периодот нормално кога се жнее. Во тој ритуал учество имаат повеќе учесници, односно од населението, кои што меѓу останатото главната улога и медијатор на тој ритуал представува постара жена, која што воедно се јавува и медијатор. Медијатор на што? Медијатор на преносот на берикетот од таа година да се пренесе на следната година. Нормално во тој ритуал има и помладо машко лице и женско лице, меѓутоа таа се јавува како медијатор, кој што го пренесува желбата и магиското дејствие за плодност и во следната година. Куклите во поново време најчесто се користат како предмет во детската игра, иако историски се чини дека куклите за возрастни се постари од куклите за деца. Познавачите на развојот на куклите ги категоризираат во два вида – традиционални и современи или модерни кукли. Историски гледано, куклите биле важен дел за чување на традицијата и преку нив можело многу да се дознае за културата на еден народ. Првите кукли биле откриени во египетските гробници. Главно биле дрвени имитации со човечки лик. Во музеи во Британија се чува кукла од Египет од првиот век. Станува збор за одлично зачувана дрвена играчка од тоа време. Модерната кукла своите корени ги има од Германија од 15-тиот век. Се изработувала од порцелан. Ваквите кукли во Франција во 18-тиот век станале вистинска модна реклама. Најпознатата кукла од тоа време е кралицата Ана. По Втората светска војна пластиката започнува да се користи како материјал од кој се изработуваат куклите. Куклените театри и театарските представи ги користат куклите. Првите вакви представи започнуваат за време на романтизмот. Куклениот театар, поточно театарот на сенки, е првата театарска форма што се појавила во човештвото на островот Јава, во индонезискиот архипелаг, пред 10-12 години пред наша ера е појавена една форма примитивна на театар на сенки, која што подоцна низ вековите се развива во Индија, да кажеме, преку играње на еповите за Махабхарата и Рамајана. После тоа во Турција се појавува Карагјозот, како е една од првите театарски форми на овие простови, на Блискиот Исток. И таа театарска форма е појавена многу одамна, како што реков, 10.000 пред наша ера, уште кога човештвото немало ни поим за концептот театар, многу пред појавата на класичниот антички театар. Тоа прво. Затоа е важно и едно модерно општество во 21 век да ја негува таа театарска форма. Во едно модерно општество во 21 век веројатно може да се опстане без куклен театар, но тој некој си, ајде да го наречам, мозаик на културата и на уметноста нема да биде потполн. Ке фали едно малечко камче во мозаикот и може да дава погрешна представа за целосната слика во областа на културата. Кон крајот на 20-тиот век, Сергеј Владимирович Образков одиграл важна улога во модификувањето на кукларството. Денес куклите кои се користат во куклените представи може да бидат марионети, кукли на конец и гињол, куклите на рака. Во три некои поголеми групи ќе
ќе ги ставам сите видови на кукли. Значи, првата група се оние кукли кои што се играат на маса, значи на некој подигнат подиум, не мора да биде маса, може да бидат практикабли. Таму спаѓаат, да речеме, марионетите, страдните кукли, кукли на прачки, таму спаѓаат импровизираните кукли исто така. Втората група на кукли е кукли кои што се играат на параван. И ако во оваа прва група кога се игра на маса, куклите се водат од горе или од позади, на параванот имаме водење на кукли од долу. Фактички параванот ги крие актерите, а криејќи се зад параванот, актерот ја води куклата над себе, таму спаѓаат, да речеме, гинјолот, јавајката. И во третата група остануваат сенките. Сенките не можеме да ги сместиме ниту во една, ниту во друга група. Вообичаено немаме многу гости во студио заедно со нас, но денес имаме и ми е драго што ќе ги представам овие две прекрасни кукли и ќе ги искористам да ни ја раскажете приказната преку нив, која што на некој начин ја обликувавте и стигнавте до она ниво на кое што сте денес. Како почна вашата приказна со куклите? Приказката на радост започна баш токму со ова жирафче, кој што е од деснава страна. Значи, еден убав пролетен ден, пред 7 години, си седев јас дома, си ги чував моите дечиња и си плетев пролетни ташнички за себе. И како денеска се сеќавам, значи, дојде Михаел, моето средно синче, на коленици се потпреми и рече: "Пети, мама вафа за мене." И јас му викам: "Михаел, мама, јас не знам да ти сплетам жирафа." Он само ме погледна во очи и ми рече: "Знаеш, мама." Во тоа време Михаел имаше неполни 3 годинки, 2 години и 8 месеци. И почнав да го убедувам дека не знам, никогаш не сум се сретнала ниту со форма, ниту со таа текстура, да кажам, ниту со ништо слично. И почнав да го убедувам: "Михаел, мама, јас не знам да плетам играчки, не знам да сплетам жирафа." И он уперен 10 дена, значи, полни 10 дена ме убедуваше: "Знаеш, мама." И еден ден, едно плишено магаренце дома што го имавме, го земав и реков: "Па добро, ајде, ако му го издолжам малце вратов, па може и ќе изгледа како жирафа на крај." И така, настана жирафата и како му ја подадов јас жирафава на Михаел, му реков: "Еве, мама, твојата вафа пристигна." Он само ја взема, ја прегрна, почна низ цел стан да трча: "Мене, мама, пете вафа, мене, мама, пете вафа." И од тука почна се. Од тука настана и името во суштина на радост. Од таа негова енергија, од таа негова убава емоција. Михаел сега има 10 години? Михаел ова лето ќе наполни 10 години, да. Каков неговиот однос кон ова специјална за него играчка, кукла? Сега во моментов немаат некој посебен однос. Затоа што беше складирана во шкаф, беше малце на реставрација, затоа што за низ годиниве се што се случуваше со нејзе, се спиеше со нејзе, се јадеше со нејзе, се шеташе на секаде, па дури има и оние детски борби со нејзе и со перничиња, така што сега не сум ја покажала дека таа е малце реставрирана и дека повторно може да си биде во неговото катче со играчиња. Сите ваши кукли се изработуваат со помош на плетење. Како ја развивавте таа идеја? Како изгледа целиот процес на создавање на кукла, плетена кукла? Значи, од самиот почеток па до денеска менлив е процесот. Значи, како све што е менливо, така и овој процес е менлив, меѓутоа останува исто, да речеме, во однос на почетокот, од каде почнува играчката. Јас секогаш почнувам од телата, првен одбирање на боите. Односно, најпрво од кога ќе ми порачаат, да речеме, играчка, почнувам од договорот колкава да биде играчката, која големина, кои бои да ги содржи, дали истите, например, од тоа што е веќе побарано или нешто друго, мене ќе ми дозволат јас да изменам. Многу се радувам, многу често ми оставаат на мене, ми викаат: "Имаме полна доверба во тебе и
не се сомневаме дека тоа што ќе го направиш ќе биде добро. Постои ли едукација, не мора во нашава држава, верувам во нашава држава може би и нема, но постои ли едукација како се изработуваат овој тип на кукли надвор од нашава земја? Не сум побарала до сега таква информација, ниту па слична на оваа информација, затоа што кај мене дојде сето тоа спонтано, да речам без најава. И самото по себе, дали од помош ми беше тоа што јас сум ликовен уметник по професија, па тој осет за форма, за боја, предпоставувам тоа многу си придонесува. Кои кукли најчесто ги посакуваат децата? Децата најмногу посакуваат ликови и карактери кои што им се познати од цртаните филмови. Значи нешто што им е познато. Меѓутоа, кога бираат возрастните за децата, тие избираат токму жирафата, особено кога се работи за 0+ новореденчиња, да речеме, деца од 1 до 3 и деца од 1 до 3 години. Да, она што би сакала и јас да го истакнам е дека се меки, дека немаат нешто што може да представува опасност за децата, особено од таа рана возраст на децата. Кога решив, значи, професионално да се занимавам со ова, тоа ми беше мојата главна цел. Значи, јас да создадам еден убав, квалитетен производ, кој што во него не содржи ниту пластика, ниту метал, ниту порцелан, значи, баш ништо што може да допринесе на било каков начин детето да се повреди. Мислам дека целта ја остварив. Сите ние си имаме некоја асоциација за куклите од нашето детство. Па во таа насока, која е вашата кукла која што може би ве потсетува на детството, на радостите, на сите оние нешта кои што биле дел од вашиот детски живот? Так, многу интересно е одговорот на ова прашање кај мене, затоа што во моето детство јас немав многу кукли. Значи, се вкупно беа 3 на број. Меѓутоа, сега во моментов кога ќе замислам дека толку многу кукли имам создадено, тоа ни тогаш не менувало ништо, затоа што јас сум растена со постар брат и повеќе ме привлекува, да речам, машките игри на џамли, да играме фудбал, да играме или народна, повеќе на тие спортски игри него на игра со кукла. Не посакавте, еве сега како возрастна да си направите некоја кукла за себе? Сега како возрастна си имам направено, значи, кукла за себе. Тоа е еден мој мал ангел чувар и многу го сакам. Може би требаше и него да го донесам тука да ни го развеселува студиото. Кажете ми, вие сте ликовен уметник, всушност професија, но таа професија малку е на страна, иако мора да се каже дека во вашата професија веќе ја користите на некој начин. Токму така, ова е она што јас го користам е исто дел од ликовната уметност, применета уметност. Односно, она што во средношколските денови го имав и како предмет, нели, нормално имав применета уметност. Така што се радувам што сето тоа што го имам и научено и предходно, сега како го искористувам во она што го правам, што го создавам. Вела дека плетењето е добро за релаксација, за опуштање, особено ако имате нешто што ве стресува. А кога ќе го искомбинирате со уметност, сигурно предпоставувам дека не е вистина, туку и повеќе од вистина. Токму така, затоа што имам и јас читано, значи на времето една статија каде што вика плетењето е јога за уметност, јога за мозокот, и така и се чувствувам додека работам, затоа што релаксиран е самиот процес на мислата, тековната, и додека создавам играчка, мислата тече во однос на приказната на детето што ќе ја добие играчката, или пак приказната што ми ја раскажале луѓето, што се врзува за играчката. Многу често слушам релаксирана музика која што допринесува да бидат сите тие сиот тој процес да биде максимално релаксиран, опуштен, за на крај да се добие еден преубав финален производ. Со оглед на тоа дека рековте дека вашата приказна се развива како занаидчество, дали проверивте колку жени го имаат овој занает?
кога почнав пред 7 години, повторно ќе се навратам назад, пошто се надополнува со вашето прашање. Кога се зачленив јас во комората на занаетчи, не истражував дали има жени, дали колку жени го работат сето ова, меѓутоа моето искуство наназад низ годиниве е многу интересно, затоа што жени ми пишувале на мојата страна и ми кажувале дека сум ги поттикнала да започнат и они да работат, односно сум ги инспирирала едноставно со самите играчки, со начинот на кој што раскажувам, приказната врзана за играчките. Се добиле они една голема инспирација и сега во моментов, например, пошто ги следиме сите социјалните медиуми, многу се радувам кога ќе видам колку многу жени уствари работат, плетат играчки и убаво го раскажуваат нивното искуство. Како вие научивте да плетите? Мене ме научи една баба, јас стално викам тоа е најтрпеливата баба што јас имам сретнато во мојот живот. Таа повеќе не е со нас, меѓутоа чувствувам огромна благодарност што сум ја сретнала во мојот живот и да ми остави едно вакво преубаво наследство. Дали некој од вашите дечиња пројавува интерес за плетење, па дури за создавање на кукли? Да. Значи, најголемиот син е 13 години и он веќе пројавува интерес. Мама, јас сакам ти мене да ме научиш да плетам кукли. И му реков, нема проблем, мама, ние ќе ги срушиме сите предрасуди во нашата земја, каде што, нели, ќе почнеме да го прифаќаме тоа дека мажите плетат. Љубица Велкова е историчар на уметност која долги години работи во театарот за деца и младинци како кројач. За приказна се потсети на првата куклена представа во Македонија. Со заложбите на Светлана Малахова, која што е основоположник на куклениот театар во Македонија, во рамките на Македонскиот народен театар се основа куклена секција на која што како раководител се појавува Светлана Малахова. Таа со своето претходно искуство ќе ја постави и првата куклена представа Силијан Штркот на 21 април 1946 година. Во представата Светлана е и режисер, и изведувач на кукли, и на сценографија, воедно ги учи анимација останатите актери на куклите, а како драматург се појавува Петре Прличко. Представата е изиграна 23 пати и ја има изгледано 8990 гледачи. Според изворите, податоците, представата се игра и во следните години, за сигурно до 49 година, а понатаму неизвестно е, меѓутоа се претпоставува дека куклите се однесени во Штипскиот театар, каде што Петре Прличко повторно ќе ја постави представата Силјан Штркот. Посветеноста кон куклите ја води кон истражувачки процес од кој се раѓа публикацијата која го следи развојот на кукларството. Во светот на кукларството, децата, а и возрастните, може да научат многу интересни историски податоци. Не сакав да ги оптеретувам со технички податоци како се прават куклите, за да осознаат за видовите кукли, решив преку историскиот пристап и да им ги представам видовите на кукли. Така се определив да ги представам куклите кои што се наоѓаат на листата на УНЕСКО како нематеријално богатство на човештвото, меѓутоа и кукли кои што се значени за значен белег на град, на држава и значени како кукли кои што ќе направат влијание на други кукли низ цела Европа. И така тука може да ги сретнете рачните кукли, меѓу кои Пулчинела, Панч, од Дон Роберто, Каспер, Гиньол, Петрушка, потоа куклите кои што се играат на театарот на Сенка преку Караѓос, преку театрите во Индонезија, во тој дел на светот, па така и потоа театарот на вода од Виетнам како посебна техника, познатата јавајка преку театарот на Вајанг
како техника на водење на кукла од оздола. Потоа посебниот театар, јапонскиот театар Бунраку, кој што е куклен театар нарација со пеење. Меѓу другото, како современи кукли кои што употребуваат комбинирана техника на водење кукли, ги представи има Мапет куклите, а како актуелен театар, театарот на предмет, го ја представив нашата представа македонска приказна, која воедно е и најнаградуваната представа на меѓународно ниво во Македонија. За кукларството во Македонија дигитално има многу малку податоци. Токму и затоа има потреба од дигитализација. Па јас веќе работам подолго време, веќе 2 години собирам податоци со оглед на тоа што во нашите архиви има многу малку и така тоа истражување ми оди, ете како што кажав, 2 години веќе многу бавно. Меѓутоа се движиме. Да речеме, куклената сцена од која што ќе се постави Силјан Штркот, потоа прераснува во независен куклен театар, па од куклен театар станува младинско детски театар, за подоцна да стане драмски театар. Драмски театар до 1983 година во својот репертоар има куклени представи и вкупно последната е во 1983 година и фактички од 1946 до 1983 година на нивната сцена се поставени 70 куклени представи. Станува збор за сложен процес и главно се состои од 2 дела, да речеме припреми и изработка, односно изедба на куклите. Процесот започнува со припрема и самиот почеток е во текстот, односно приказната, во која што ги наоѓаме ликовите кои што треба да бидат представени како кукли. Тој процес вклучува разговори со режисерот на представата, координација со други автори и потоа од кога ќе се искристализира идејата која е, каква е, што сакаме да постигнеме, во кој стил ќе биде, какви се потребите на представата, техничките аспекти се разгледуваат и тогаш се пристапува кон изработка на скици, кои што се главно исто така во 2 дела, да речеме. Едниот е визуелниот аспект на куклата, односно ликовното, како ќе изгледаат, во каков стил ќе бидат, и технички, значи куклата освен визуелниот има и технички аспект и тоа исто така мора да се обработи, разработи пред самиот процес да започне, така да од кога ќе се заврши со тој дел од процесот се пристапува кон изработка. Изработката вклучува набавка на материјали, потоа нивна обработка во зависност од тоа за каква кукла станува збор. Користиме различни материјали, различни методи на обработка. Генерално тоа вклучува обично некакво вајарство, можеби некакви столарски работи ако има дрвени делови. За на крај тоа да се, да речеме, наслика или обложи, да се изработи можеби и костим, така да во зависност од тоа какви се куклите, таков е и процесот на изработка. Постојат многу различни видови на кукли. Самиот поим кукла е доста широк и опфаќа многу различни варијации на таа тема. Значи, просто кажано, кукла е предмет кој оживува. Значи, тоа може да биде
во некои случаи, кога е таков концептот, и најобично шамивче. Па од него да се направи некоја кукла, имаме такви представи, например македонска приказна во нашиот театар, а може да биде и целосно изработена представа на некој лик, да речеме марионета, тоа е познатите кукли со конци. Има и гинјоли, има јавајка, има естрадни кукли или не знам, мапети. Главно куклата треба да си ја исполни функцијата што се бара од неа, а начинот на кој што ќе го постигнеме тоа зависи од идеите, потребите. Кукларството е уметност, а уметноста е инстинкт, така да не можеме да зборуваме за развој, развиток, бидејќи уметноста секогаш повторно се раѓа. Ние сакаме да направиме некаква хронологија, и некакви, можеби, технички аспекти се пренесува, да речеме, од учител на ученик. Меѓутоа, на крајот сепак тоа е една, можеби, да речем, прастара уметност, која што во различни временски периоди, во различни географски подрачја, во различни материјални и општествени услови се развива на различен начин. Така да, главно, мислам дека секој период си има своји предизвици, технолошкиот напредок мислам дека не влијае кој знае колку ден денес. Изработуваат традиционални кукли низ светот, постојат традиционални театри, новитетите и мислам дека не влијае технологијата во суштината на куклата. Тоа е предмет кој што оживува, односно предмет кој што актерот го трансформира во некаква представа што ни толкува одредена улога. Историски, куклите минувале низ различни периоди во рамки на кои биле користени за религиозни, волшебни, научни, уметнички, едукативни, како и забавни, односно социјални цели. Еве што откриваат податоците кои што ви ги подготвивме во оваа приказна. Скоро сите деца растат со приказната за дрвената кукла Пинокио. И токму таа приказна ги абсорбира пораките и поуките кои децата може да ги совладаат од играта со кукли. Веројатно, како што знаеме, играта со кукли потекнува многу од рано, уште од одамна, и за детскиот развој е особено значајна, како и сите други игри, повеќето игри кои што вклучуваат имагинативна активност, социјално вклучување не само на едно дете, туку и на родител или на други деца. И тоа е една активност која што неминовно има голема улога и значење не само во психолошкиот развој на детето, туку и во социјалниот, во когнитивниот, емоционалниот развој, се вкупно во целиот живот на едно дете. Играњето со кукли може да им помогне на децата да научат да бидат емпатични и дружелюбиви, придонесува за когнитивниот развој, ја поттикнува меморијата, помага за развојот и на други вештини кои се важни за нив. Куклите се најомилените играчки на децата, тие поттикнуваат игра и забава. Сепак, тие се првиот пријател на секое дете. Куклите имаат важна улога во развојот на детето, гледано од сите аспекти на развојот, моторички, когнитивен, говорен и социоемоционален. Куклите ги охрабруваат децата да создаваат своји социјални светови. Децата ги оживуваат куклите,
им даваат име, им даваат карактер онаков каков што тие сакаат во моментот и така во играта влегуваат во некој свој замислен свет. Со нив децата создаваат свои мали имагинарни светови, кои се исклучително важни при решавање на некој проблем. Ги поттикнуваат децата да размислуваат за другите луѓе и за тоа како можат да комуницираат едни со други. Во играта со куклите се поттикнува символичка игра, која што е всушност преземање на улоги. Преку таа игра децата ги развиваат своите социјални вештини, комуникација со децата, самодоверба, потоа споделување на играчките, толеранција и сето тоа води кон развој на емпатија, која што го гледаме во самата љубов, грижа кон куклата со која што игра, хранењето на куклата, пресоблекувањето и така натаму. Невролози од Универзитетот Кардиф направиле истражување во кое била користена техника за скенирање на мозокот со цел да се истражи ефектот на куклината игра. Тимот ја следел активноста на мозокот на 33 деца на возраст од 4 до 8 години, додека си играле со куклите. Истражувањето покажало дека играњето со кукли го активира делот од мозокот кој им помага на децата да развијат емпатија и други социјални вештини. Откриено е дека играњето со кукли ја активира задната горна темпорална бразда на мозокот повеќе од другите креативни активности. Покрај тоа, придобивките од играњето со кукли биле забележани дури и кога децата играле сами наместо во друштво, а ефектите биле еднакви и кај девојчињата и кај момчињата. Играњето со кукли е активност која што потпомага детето низ тоа играње и тие активности како навики кои што ги прави со куклата. Просто тоа е активност хранење, успивање, негување, бањање и така натаму слично. Значи, преку тие активности самото дете покажува нега, покажува грижа. И тоа на некој начин ја развива емпатијата, да може да видиме како ја искажува спрема кукла, што во случајот е неговиот символ за друго човечко суштество. И преку играта можеме да осознаеме како ќе се однесува со другите луѓе, со другите другарчиња и така натаму. Децата ги сакаат куклените представи. Куклените представи се една форма преку која што во воспитно-образовниот процес со куклата како дидактичко средство возрастните ја користат куклата како посредник поблиску да се доближат до личноста на детето и до децата, па сакајќи да испратат некоја порака до децата, најчесто ги користат куклените представи како форма. Секоја куклена представа дава одредена порака до децата. Најчесто тие се за развој на позитивни емоции, развој на уметнички, естетски, етички и морални вредности. Целта на куклените представи е стекнување на елементарните знаења со драмската и театарската уметност. Меѓутоа, преку куклените представи децата треба да ги развиваат и аудиовизуелните перцепции, да ги развиваат креативноста, имагинацијата и секако социјемоционалниот развој е еден многу важен момент. Децата немаат потреба од премногу кукли и една кукла може да биде корисна во развивањето на вештините кај децата низ игра. Значајно е играта со кукла, ако веќе станува збор за колекција или собирање на кукли, тоа веќе преминува во така, значи во нешто по-друго, а не игра. Јас би кажала дека најзначајно едно малечко дете да има кукла бебе, со кое што ќе учи и ќе споделува заедно со мајката делови од човечкото тело, значи ќе исто така ќе се занимава нешто додека неговата мајка си ги врши секојдневните обврски. Значи сепак би кажала куклата бебе е многу значајна за малите дечиња.
Првата премиера на куклена представа при Македонскиот народен театар била изведена на 21 април во 1946 година. Станува збор за представата Силјан Штаркот, која што е работена по истоимената народна приказна. Еве што ви носиме во артикулација денес. Непознатата пластична кукла во светот е Барби. Ја создала Рут Хадлер, инспирирана од нејзината ќерка Барбара. Борците за родова еднаквост сметаат дека оваа кукла премногу е фокусирана на надворешниот изглед и облекувањето, што може да биде сватено како погрешна порака во развојот на девојчињата. Современата верзија на Барби е куклата Брац, која има помалку совршени пропорции на телото, но и поголема слобода во изразот. Во светот, многу луѓе се колекционери на највпечатливите кукли. Најскапата кукла во светот чини 6 милиони и 250 илјади долари. Станува збор за робот во гардероба од периодот на средниот век. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување до следната емисија.